Благодарам, председателе. Јас добро, еве во меѓувреме решив да бидам и малку пократко тоа што планирав, меѓутоа ќе започнам од таму каде што заврши представничката од Македонската радиотелевизија, заради тоа што бев дел од оваа комисија и во претходниот парламентарен состав, сакам да кажам едно појаснување или надополнување во врска со стратегијата за која што почитуваната објаснуваше дека се работи, односно дека е при крај. Почитувани колеги, стратегијата за овој радиодифузен сервис се работи неколку години. Како што слушнавме, се работи со поддршка на Европската Унија, односно во нејзината изработка учествуваа експерти од Европската Унија и пратеници од сите парламентарни групи и од мнозинството и од опозицијата во минатиот состав. Јас сум убедена дека оваа стратегија ќе биде на исто рамниште со стратегиите за работа на радиодифузните јавни сервиси во сите европски држави. Впрочем, и знаете, кога Европската Унија подпомага нешто и финансиски, тој го контролира и верувам дека и вие ќе донесете заклучок дека треба да се поддржи оваа стратегија, односно да биде донесена за да имаме еден добар радиодифузен сервис кој што, повторно ќе ви речам, ќе биде на исто рамниште во своето функционирање, во својата работа, како и јавните радиодифузни сервиси во целата Европска Унија, односно во сите европски земји. Почитувани колеги, ќе го искористам мојот збор за да упатам апел, особено до владеачкото мнозинство, да дадеме позитивно светло, да ја изгласаме оваа точка позитивно, за да ние како пратеници помогнеме во функционирањето на единствениот јавен радиодифузен сервис во Република Македонија. Имено, нормално, тој што е на власт има обврска да го помага функционирањето на Македонската радиотелевизија, да овозможува нејзино развивање, да овозможува на луѓето кои што работат таму да им се даде поголема широчина за создавање на нови програми, меѓутоа, за да го прават тоа, нормално тие треба да имаат и услови, кои што услови во последниве 4 години, за жал, нив им се сведени на минимум или, слободно би рекла, под минимум. Како што знаеме, без финансиски средства ништо не може да работи и да функционира. Слушнавме, а и во извештајот кој што го имаме добиено сите писмено, дека во изминатата година тие добија и помалку средства од тие кои што беа планирани, а кои што пак се далеку помалку од она кое што е со закон предвидено да го добиваат. Имено, се сеќавам кога се во претходниот мандат, кога се носеше законот за укинување на радиодифузната такса, кој што се искористи само политички од страна на Социјалдемократскиот сојуз, беше ветувано дека средствата кои што се собираат од радиодифузната такса ќе бидат надополнети точно со средства од буџетот на Република Македонија, со тоа што според закон определивме, односно се определи колку средства државата власта ќе префрла за да некако нормално може да функционира овој радиодифузен сервис. Како што споменав и во репликата, треба да се префрлаат нешто повеќе од 22 милиони евра, меѓутоа за жал не се префрлаат во сиве овие години ни 50% од она кое што е предвидено со закон. Овдека се поставува и прашањето дали власта свесно сака да го уништи единствениот јавен радиодифузен сервис кој што го има Република Македонија. Јас не сакам да верувам во ова, искрено сакам да верувам дека сите заедно ќе се заложиме Македонската радиотелевизија да продолжи да работи и не би рекла дека не би можела, како што кажа представникот, да се надпреварува со приватните медиуми, телевизии или радија. Напротив, ако има поддршка од државата, од тој кој што ја создала оваа куќа, зошто и да не се надпреварува? Напротив, ги има сите ресурси, квалитети,
квалитетни луѓе буквално во секоја област и сметам дека треба да биде во интерес на државата радиодифузниот јавен сервис од година во година да расне, а не државата да биде причина за да се згаснува. Токму затоа, за да не дозволиме, да речам, да умре овој радиодифузен сервис во оваа година, јас ве замолувам сите да гласаме позитивно, барем овие средства кои што се предвидени, иако се минимални, се дадат за да може барем некако да функционира овој радиодифузен сервис. Благодарам.